Катастрофални пожари во Хрватска. Противпожарните екипи се обидуваат да ја стават под контрола огнената стихија, која се доближи до градот Омиш. Состојбата денеска е малку подобра, но пожарот се уште представува сериозна закана. Еден загинат, повеќе од 30 се повредени, меѓу кои пожарникари и граѓани кои се здобиле со изгореници. 10 лица се на интензивна нега, 7 во животна опасност. Пожарот за себе остави пустош, изгорени куќи и автомобили. За нас е исклучително тешка ноќ. Ситуацијата е сложена на подрачјето од Локва, Рогозница до Омиш. Пожарникарите активно работат на запирање на пожарот. Противпожарните авиони веќе се на терен и почнуваат со гасење. За жал, оштетен е голем број на куќи и возила, причината е огромна материјална штета. Во текот на мојата кариера немам доживеано ваков пожар. Некои возила синоќа се обиделе да се пробијат низ огнената стихија. Не ги почитувале упатствата на надлежните служби, возеле и гореле, а со тоа дополнително ја разгорувале огнената стихија. Пожарот првично избумнал во регионот на Локва Рогозница. Гореле трева, ниска вегетација и борова шума, но силниот ветар многу брзо го претворил локалниот пожар во голема огнена стихија, која во текот на ноќта се проширила се до Омиш. Рече 1500 лица се згрижени во прифатни центри во Омиш, а 300 се евакуирани во Сплит. Од нив 90% се странски државјани. Многу туристи ги напуштиле сместувањата во последен момент, а дел од нив биле евакуирани со бродови. Спашавала се глава. Се спасуваше жива глава. Ја гледам кроз прозор. Гледам низ прозорецот од балконот на собата и гледам дека пожарот е некаде далеку, но за само половина час огнот се приближи до Омиш. Нормално, човек го фаќаат немир и паника. Моравме да ги собереме работите и да си заминеме. Отидовме на друго место, но и таму пожарот се приближи. Потоа со автобус дојдовме овде. Локалните власти предупредуваат дека праќањето во домовите и туристичките објекти нема да се случи наскоро. Во гаснењето на пожарот веќе се ангажирани канадари и пилоти на хрватското воено воздухопловство, а од хрватската влада велат дека доколку треба и армијата е подготвена да помогне. Ова беше еден од најлошите пожари со кои сме се соочиле во изминатите години. Најважно е што според она што го гледаме во моментот засега нема човечки жртви. Сметам дека во услови на ваков разорен пожар тоа е можеби една од подобрите вести. Во меѓувреме, уште еден шумски пожар избумна на полуостровот Пелјашац. Поради брзината со која се шири, во гаснењето се вклучија и 4 канадари и 10 пожарникари.